Состојбата во СДСМ е целосно девастирачка на партијата и се потребни итни реформи како во времето кога од сојуз на комунисти станаа СДСМ. Според познавачите, фактот што за прв пат во поновата историја не влегува ниту во вториот круг во Скопје, а повеќе не се ниту втора политичка сила во Македонија, покажува дека социјалдемократите целосно ја сгрешиле трасата по која одат и раководени од Венко Филипче нема како да ја вратат довербата кај граѓаните. Новинарот Бранко Геровски за Алфа вели дека ваква СДСМ со ова раководство не може да се надева на подобри резултати во иднина. Ситуација во која партијата е сега, значи тотална безиденост, отсуство на сериозна политичка платформа, врглење на стари наративи, на пропаганда и така натаму, јас мислам дека само тоа е единствениот излез. Комплетно реформирање, ребрендирање, комплетна кадровска основа, хокеарски промени во врвот на партијата. Критики за состојбата во партијата доаѓаат и од внатре. СДСМ под 2 децении загуби во Струмица, која важеше за главен бастион на партијата. Досегашниот градоначалник на овој град Костадин Костадинов удри по раководството, велејќи дека се потребни итни реформи. Според него, недозволиво е да продолжи самоволието во партијата и дека час поскоро секој кој носи одлуки треба да признае дека работите не се како што треба и да се замине. Ова не е обичаен пораз, туку тешка брука и срам политички, но и морален. Состојбата во која е запален црвен аларм не е доволен сигнал за раководството на довчера најголемата опозицијска партија. Ова е сигнал за политичко заменување на поголем број членови од раководството. СДСМ е четврта политичка сила. СДСМ не влезе во втор круг во Скопје. По партиското раководство удри поранешната председателка на Скопскиот огранок на СДСМ, Софија Куновска. Вели целта на првите луѓе во партијата е само политички да преживеат и да се обезбедат столче во парламентот на следните избори. Половина од нив начело со Филипче не се ниту членови на партијата и нивниот мотив е да дочекаат парламентарни избори и по секоја цена да станат пратеници. За нив членовите кои трчаат на терен и крварат од вакви порази воопшто не им се важни. Битно е преминот од НВО секторот во партијата да се наплати со 4 годишен пратенички мандат плюс 1 година апанажа. Жестоко реагираше и поранешниот партиски истакнат член Ивор Мицковски. Вели во моментов во државата нема опозиција, а СДСМ е киднапирана и некооперативна партија. Тоа што СДСМ мисла дека добро поминале или дека напредуваат, зборува дека политички се неспособни за реализам, објективност и вистинско толкување на состојбите во земјата. Таквите луѓе се опасни, зашто маката и состојбата во земјата им е помалку важна од личниот политички ангажман. СДСМ најголемиот дебакал го доживеа во главниот град, во сите општини, освен во центар и аеродром, изгубија уште во првиот круг. Сепак ваквите резултати не се причина партиското раководство да понесе одговорност. Според нивните математики, локалните избори биле успешни за социјалдемократите.